Туџарова, станавте член на Советот на општина Струмица. Кои ќе бидат вашите приоритети како советник, односно за што ќе се залагате на советничкото столче во Советот на општина Струмица? Приоритетите ќе бидат на граѓаните. Ќе се потрудам да ги слушам потребите на граѓаните. Значи, функцијата на советникот е да биде во функција на граѓаните, да работи во интерес на нив и да донесува одлуки наменети за граѓаните. Кои проблеми ги имате детектирано во Сдруженијето Мобилност, за кои директно ќе застапувате или пак ќе се борите во Советот на општина Струмица? Во Мобилност Струмица имаме детектирано повеќе проблеми на кои што имаме веќе работено. Некои од нив се решени, некои се уште се во тек се решават, некои допрва доаѓаат бидејќи животот е во тек. Се менуваат потребите на луѓето, се менуваат законите и така. Ние континуирано работиме на решавање на проблемите, но би издвоила еден така глобален проблем кој што ги тишти лицата со попреченост, а тоа е подигањето на јавната свест кај останатите граѓани, да бидат малку посвесни за нивните права, обврски и да бидат прифатени. Едноставно подигната јавната свест кај останатите. Тоа е некако еден од поголемите проблеми со кои што се соочуваме. Што и фали на општина Струмица? Вие сте советник сега со лице како лице со инвалидитет. Што и недостасува на општина Струмица и што треба да се направи во тој поглед секако за остварување на вашите права? Општина Струмица има доста направено за лицата со инвалидитет и во тоа што го има направено предничи во однос на другите општини. И пак би се навратила на мојот претходен одговор дека единствено нешто што недостасува е поголемата свест кај граѓаните за овие лица, да бидат едноставно само прифатени, ништо друго. Ќе успеете ли да ги обедините сите партии во Советот на општина Струмица кои што партиципираат со своји советници околу одредени клучни прашања кои што се во интерес на лицата со инвалидитет? Кога се однесува конкретно за лицата со попреченост, не само партиите, мислам дека сите заедно треба да бидеме обединети и да работиме на тие проблеми што ги тиштат лицата со попреченост. И само така обединети ќе успееме да ги надминеме проблемите, да им овозможиме на лицата со попреченост да се издигнат над попреченоста и да се вклучат како активни чинители во ова наше општество, бидејќи и тие се исто така луѓе кои што можат да придонесуваат, да бидат корисни во општеството. Сега сте советник при Советот на општина Струмица. Ќе лобирате ли пред институциите? Еве најголем проблем според вас е узурпацијата на јавниот простор наменет за лицата со инвалидитет. Значи, ние како Мобилност исто така континуирано работиме и имаме комуникација со службите и со ЈП паркиралиште и со полицијата и работиме на тие проблеми, но проблемот не секогаш е во институциите. Проблемот е кај несовесните возачи кои што ги ствараат проблемите. Така да пак се сведува на тоа дека не треба подигање на јавната свест кај останатите луѓе. Но институциите се тие кои што треба да вршат пак контрола. Да, вршат контрола институциите, но пак ќе кажам, тие го прават своето, а од друга страна несовесните возачи го прават и тие своето. Туџарова, повеќе ќе ги застапувате програмските определби на вашата партија или пак барањето интересите на лицата со инвалидитет? Малку криво поставено прашање, ама ајде ќе кажам вака. Јас ќе работам програмата на мојата партија, но тоа не значи дека нема да ги застапувам и интересите на лицата со попреченост и не само тоа. Мислам дека тоа си оди паралелно заедно со програмските активности. Така да и едното и другото би биле моја заложба. Од неодамна сте советник. Кој е она прво нешто што од Туџарова ќе произлезе пред Советот да го поднесете како иницијатива и да се донесе одлука, а ќе биде во интерес на лицата со инвалидитет? Имаме повеќе желби кои што во повеќе сфери, значи како во здравство, така во образование, во општествениот живот, вработување, во институции. Има повеќе желби,
но чекор по чекор, едно по едно, мислам дека ќе може сето тоа да се реализира со добра комуникација помеѓу институциите, помеѓу сите чинители во ова општество. Сакате да кажете да се слушне гласот на лицата со попречености и нивна поголема вклученост во сите сфери на општеството. Така, со еден збор кажано, поголема инклузија на лицата со попреченост. Туџарова, колку општина Струмица е подготвена да го слушне гласот на лицата со инвалидитет или пак лицата со посебни потреби? Дали при креирањето на одредени локални политики го слуша вашиот глас? До сега ние како Мобилно Струмица имаме учествувано на сите форумски сесии и нашиот глас исто така се слуша. И одговорено е на нашите повици до сега. Сите се слушнати и имаме доста резултати постигнато по тоа. Можам да издвојам еден од наша заложба која што беше воведувањето на персоналната асистенција. Општина Струмица беше прва пилот општина која што го реализираше овој проект. И со понатамошни заложби ние успеавме тоа да го воведеме и во законска регулатива, и која што денес нашите членови ја користат оваа услуга, и континуирано работиме на воведување нови социјални услуги и подобрување на веќе постоечките услуги. Така да општина Струмица работи на тоа, го слуша гласот и горда сум што бев дел од донесувањето на овој и реализацијата на овој проект. Туџарова, јас ти благодарам на оваа интервју. Ви благодарам и на вас.